Добро вечер во емисијата 360 степени. Еве што подготвивме за вас. Незавршен дом на култура во Камењане, проекти за реставрација на црква и реконструкција на пат во Битолско, државни инвестиции во име на рамномерен регионален развој. Констатирани се поголем број на неправилности, односно состојби. 100 денари вложени во неразвиено подрачје да донесат 300. Како? Тоа прашање не го решиле нити врвни светски економисти. За ризиците од корупција во оменувањето закони по скратена постапка за проектот со Бехтел и Енка. Измените идат во корист на помала контрола, а со тоа обично оди преферирањето на приватниот интерес. Европско знаме на закон заради хармонизација или манипулација. А ако се погледне внимателно низ годините, нема видливи разлики во потребата на оваа процедура меѓу собраниските мнозинства предводени од СДСМ и оние предходните предводени од ВМРО-ДПМН. Ни по 8 месеци од помпезната најава нема ништо од изградба на фабрика за електрични автомобили кај Тетово. Информациите кои што ги има од самиот инвеститор дека во завршна фаза на разговори со два конзорциуми составени од домашни компании поголеми во делот на обезбедување на услугите за градба и за најам на објектот. Извештајот на Државниот завод за ревизија за успешноста на рамномерниот регионален развој во периодот 2019-2021 година открива низа проблематични аспекти. Од насочување проекти и пари во зависност од местото од кое потекнува министерот, преку неодржливост на актуелната мапа со 8 развојни региони, до ненавремено носење на плански и програмски документи. Па имате потрошени пари за нешто што требало да биде дом на култура во Камењане, а сега зјае како отворена карабина, и нешто што требало да биде реконструиран коловоз во Битолско, а сега е пат со дупки. Славица Филиповска-Иванова. Општина Боговиње со околу 23.000 жители е сместена во срцето на Полошкиот регион. Во неја спаѓа и Камењане, каде сред село очи боде огромно бетонско здание. Всушност ова е недограден дом на култура, за кој и жителите не знаат зошто никнал. Где видиш дом културе? Тоа е обична зграда. Ту не знам колку квадрата има ту, али сигурно ту има више од 200.000 евра. А што ви е вам најнеопходно? Дали ви требаше баш дом за култура или може би нешто друго? Требало, знаеш шта е, требало е ту. Требало е ту една мини болница и една 30 кревета. То би, после тога ми би ушли о културу. Ове се партиски проблеми. Право нешто, не право ништа. Почне нешто, не почне ништа и тако далje. Тоа не требало. Треба луѓе за тоа. А што вам најмногу ви е потребно? Па треба амбуланта, болница и све. Тоа е требало. Тоа за културу нема амбуланте 24 сата. Сад имамо само до 4. Па треба све треба. Дали дом на култура е приоритет? Па да, ако се заврши. Ако се заврши нормално. Треба и овде на дом култура, нормално е тоа. И овде има младите. Но објектот е далеку од готов, иако камен темелник е поставен уште во 2019 година, кога начело на Министерството за култура беше Хусни Исмаили од Алтернатива, актуелен пратеник во собранието. 4 години подоцна, Исмаили во изјава за 360 степени вели дека инвестицијата била оправдана. Кога можат помали градчиња уште од комунизмот да имаат културни домови, зошто да нема и Камењане? Мојот мандат како министер заврши, а зошто домот уште не е пуштен во употреба, сега е прашање за друг. Исмаили по потекло е од Тетово, но вели дека инвестирањето во село Камењане не било заради додворување на гласачите. Лично најмногу труд сум вложил во манастирот Трескавец и успешно го завршив. Што би ме интересирало мене тоа? Јас сум муслиман, албанец од Тетово. Но тоа е културно наследство. Јас сум горд што секаде подеднакво сум помагал. Не може да гледаме само околу својот двор, околу своето племе. Домот на култура во Камењане е само еден пример на промашена инвестиција во име на регионалниот развој. Државниот завод за ревизија ја анализирал успешноста на рамномерниот регионален развој од 2019 до 2021 година, за да добие одговор на прашањето дали е обезбедено ефективно намалување на нееднаквоста во и помеѓу планските региони во земјава.
Констатирани се поголем број на неправилности, односно состојби, и тоа кои се однесуваат на ненавремено донесување на планските и програмските документи и особено што е значајно потребата од нивно аџурирање согласно резултатите од спроведениот попис на населението во 2021 година. Ревизорите констатирале дека и електронскиот систем за координација на планирањето, sirera.mk, не обезбедува сеопфатен приказ на податоци и дека од него не може да се утврди стратешкиот приоритет на поединечните проекти. Ревизорите констатирале и дека не се издвојува законски предвидениот минимум за рамномерен регионален развој, односно 1% од буџетот. Заводот за ревизија и ревизорите одат по формалните документи кои се такви. Ние имаме проблем во евиденцијата. Ние трошиме многу повеќе пари од 1% од бруто домашниот производ, но тие не се евидентираат во регионалниот развој. Зошто? Заради немарност, заради шифри, повеќе причини. А и она што се троши, според ревизија, не се прави во согласност со степенот на развиеност. Така, Скопскиот регион на место 7,2% добил дури 26,2% од колачот. Спротивно на тоа, Североисточниот регион како најнеразвиен требало да добие 17,3%, меѓутоа остана со само 8,4% од парите. Како да се смени овој тренд? Ќе се смени со почитување на критериумите. И Скопскиот регион има подрачја кои што треба да црпат средства за регионален развој, кои што се запоставени, запуштени. Како да не спомнувам едно рачино, се уште нема организација за изнесување на смет. Друг феномен, според ревизијата, е што од програмите на министерствата, животна средина, например, најмногу средства алоцирало во Полошкиот регион, додека пак Министерството за локална самоуправа во Пелагонискиот регион. Случајно или не, двајцата министри од 2019 до 2021 се токму од регионите во кои нивните ресори инвестирале најмногу: Насер Нуредини од Тетовскиот крај и Горан Милевски од Битола. Според јавно достапните податоци, Министерството за локална самоуправа под програмата за регионален развој, меѓу другото, изготвило основен конзерваторски проект за реконструкција на катедрална црква над Битола, стара 1000 години. Друг проект е изработка на техничка документација за локален пат од Магарево до Националниот парк Пелистер. Ова е така наречената царска црква за која тогашниот министер за локална самоуправа, Горан Милевски, одвоил пари за основен проект за конзервација. Сега тој вели дека од позиција на амбасадор во Словенија не може да зборува за претходните политики. Во кусиот телефонски разговор не кажа дека и конзерваторскиот проект за катедралната црква и техничката документација за локалниот пат кон Националниот парк Пелистер биле во функција на развој на туризмот во Пелагонискиот регион. Но тој вели дека Пелагонија не ја опфаќа само неговата родна Битола и дека имало проекти за Крушево, Ресен и други места. Што и докаде е реализирано, зависи од други ресори, вели Милевски. А како што можевме да посведочиме на терен, потрошени се пари за проекти, но катедралната црква е всушност параклис, а нов пат од Магарево до Пелистер нема. Животна средина пак, под буџетската програма Унапредување на животната средина, трошела пари за фекални и канализациони мрежи во Полошкиот регион. Зошто такви инвестиции и зошто токму во Тетовско, сакавме да го прашаме екс-министерот Нуредини, но до објавувањето на сторијата не успеавме да стапиме во контакт со него. Дали министерствата се обврзани да внимаваат на рамномерниот регионален развој при спроведување на нивните инвестиции? Значи, законска обврска нема, но оно што е многу битно е тоа што самите програми за кои што ги доставуваат, оно што сакам да го напоменам е дека тие програми, иако имаат некоја развојна компонента, сепак министерствата тргнуваат од нивните стратешки цели и определби.
При тоа, не земајќи го во предвид развојниот индекс, затоа и даваме таква препорека до владата да иницира за да може да се вклучат. Ревизијата препорачува да се направат стратешки приоритети соодветно на пописот, а Министерството за локална самоуправа да ја ажурира стратегијата за рамномерен регионален развој и парите да се инвестираат соодветно. Дали според вас соодветен проект за регионален развој е изградба на дом на култура во село Камењане, Тетовско, или, на пример, изготвување на конзерваторски проект за реконструкција на црква во Битола, што го поднела вашата матична институција, Министерство за локална самоуправа? Не, по мене не е во ред. Гледајте, парите во регионалниот развој се трошат преку планските региони, најголемиот дел. Овие директни. Планските региони на своји форуми, составени од представници од сите општини во регионот, невладини организации, институции, одлучуваат кои проекти ќе ги понудат кон нас за финансирање. Затоа говорам јас, и понудените проекти кои што ги добиваме не се на нивото кој ние го посекуваме. И ние ќе подготвуваме нова процедура за промена на тој начин на предлагање и на избор на програмите кои ќе се финансираат. Бидејќи јас лично не сум задоволен од тоа што се случува на тема. Пенов најавува ажурирање на стратегијата согласно бројките од пописот. Главната поента е како со тие пари што ги вложуваме, 100 денари вложени во неразвиено подрачје да донесат 300, а не 100 денари да се вложат и да нема никаков импакт. Како? Тоа прашање не го решиле нити врвни светски економисти. Значи дека нема да го решите ни вие? Ќе се обидуваме. Ако нема видлив резултат, нема да запрени иселувањето од помалку развиените места. А според пописот, 2 плански региона, Вардарскиот и Југоисточниот, веќе се под европскиот стандард од 150.000 жители, додека уште 2, Источниот и Североисточниот на граница, што би можело да води кон укинување на некои региони и рекомпонирање на мапата. А во таква ситуација, картите ќе треба да се делат одново. За случајот со Бехтел Јенка тежок 1,3 милиарди евра. Ако се потребни побрзи постапки за завршување на автопатите, треба да се забрзаат постапките, а не да се бришат контролните механизми кои ги гарантираат правата, например, на работниците или приватната собственост. Ова го вели Миша Поповиќ, истражувач од Институтот за демократија, по иницијативата на владеачкото мнозинство практично да суспендира 8 закони со цел Бехтел Јенка побрзо да ги градат автопатските делници. Блицкригот нема да помине незабележен од Европската унија, вели Поповиќ, со кого разговара Александар Димитриевски. Вие сте дел од платформата на граѓански организации кои што се борат против корупцијата. Имавте една реакција во која што меѓу другото кажавте и дека не само основниот договор, туку и ваквиот начин на носење на законите дека представуваат висок ризик од корупција. Кога се носат закони, потребно е да видиме анализи. Кога сето ова се води по скратена постапка, ние не знаеме, не можеме да процениме кои се штетите, докаде ќе идат штетите, докаде би идели и придобивките, бидејќи никој не е против изградба на коридорите, меѓутоа зборуваме за ситуација во која што креирањето на политики врз база на податоци во една јасна процедура овозможува да ние сите можеме да ги видиме и да ги процениме штетите. Ако е потребно да бидат брзи постапките, тие треба да бидат забрзани, меѓутоа не може да се менуваат. Ние гледаме во предложените закони промена на начин како се штитат правата. И тоа едноставно сметам дека не е оправдано. Повлечени се измените на Законот за заштита на културното наследство, значи еден од 9 закони,
Од друга страна, гледаме дека дел од пратениците на владеачкото мнозинство се против носењето на овие измени на овој начин, додека пак опозицијата одлучи да ја напушти седницата, иако суштински за сега не би можеле да стекнеме докрај впечаток дали се генерално против носењето на измените, они се против нивното носење на овој начин. Можам да зборувам во мое име на оваа тема. По мене, опозицијата треба да биде присутна на јавните расправи, на расправите на седниците и да гласа онака како што мисли дека треба да гласа. А истовремено тие неколку пратеници што гледаме од мнозинството дека гласаат против, треба да биде јасен знак за владеачкото мнозинство дека навистина треба да се случаат во некои моменти оние малцински групи во коалицијата, кои што, да кажам, во овој момент се противат, а особено после реакцијата на неколку надворешни страни кои што ги споменавте, вклучително и платформата. Една од законските измени подразбира ослободување од даноци, од акциза за енергенси и за набавка на возила за фирмите кои што ќе работат на изградбата на автопатските делници. Но сега имаме еден мал парадокс. Државата со нив веќе договори цена, која што изнесува еден за прека 3 милиарди евра, а од друга страна сега им ги намалува трошоците откако се согласила да ја плати таа сума. Ова ослободување ги ја менува финансиската конструкција и токму овие, да кажам, необјаснети, необразложени предлози навистина се приближува од ситуација во која што зборуваме за ризици од корупција до материализација на корупција. Во овој момент не можеме да кажеме дека навистина се случило, меѓутоа без образложение наликува дека овие ризици бргу ќе го видат светлото на денот. Целото интервју со Миша Поповиќ од Институтот за демократија, кој е дел од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, е достапно на интернет страницата 360stepeni.mk. Целото интервју со Миша Поповиќ од Институтот за демократија, кој е дел од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, е достапно на интернет страницата 360stepeni.mk. Продолжуваме. Каква треба да биде улогата на собранието на патот на земјава кон Европската Унија? И при тоа прашањето не се однесува само на уставните измени што треба да се направат за Северна Македонија да исчекори во следната фаза од пристапниот процес. Европската комисија бара диалог меѓу мнозинството и опозицијата, помалку европски знамења на законите и помалку блокади заради блокади со илјадници амандмани. Што од ова може да биде поправено на краток рок? Одговорите ги бара Галена Николовска-Ризвановиќ. На патот на земјава кон Европската Унија, Жозеп Борел и Оливер Вархеј беа првите во серијата високи европски гости што периодов го изодеа црвениот тепих пред владата. After the July agreement, it is the best deal that you can get, and it is not realistic to believe that this can be reopened for new negotiations. Една недела подоцна дојде и шефицата на дипломатијата на најмоќната членка на Европската Унија, Германија. Не само на премиерот Димитар Ковачевски, туку Аналена Бербок лично му ги пренесе пораките и на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Следниот гостин, австрискиот председател Ван дер Белен, пренесе порака и до институцијата од која најмногу зависи дали и кога ќе продолжи европскиот пат на Северна Македонија. Брз простеп на интеграција бара функционален парламент, но и национална согласност во интерес на заедничките стратешки цели. Пратениците од власта и опозицијата заедно слушнаа слични пораки од хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, како и од другите високи гости од Европа. Но дали имаат намера и да ги послушаат? Задачата е јасна – да се отвори уставот за во него да влезат и бугарите, како што е предвидено во преговарачката рамка со ЕУ.
Доцна е да се зборува за уставни измени како прашање за национален консензус. Предвремени парламентарни избори се приоритет, вели координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Последниот извештај за човековите права на Стейт Департментот нотира сериозна корупција во власта. Отсуство на судска независност, напади врз новинари. Неказнивоста, дискриминацијата се бенчмаркови, односно символ на оваа влада. Кога ќе го отстраниме тоа, тогаш ќе можеме да разговараме за сите овие постапки. Без барем делумна поддршка од ВМРО ДПМН не може да се стигне до потребните 80 пратеници за измени на Уставот. Но ова не е единствената партија што става поголема тежина на прашањето каде е напредокот на другите теми. Për moment nuk ka një konsenzus djërë se si këtë rrugë do me thënë duhet ta hecim, se si t'i futën në ndryshimeve kushtetuese dhe këtë çështje ta ndryshojmë. Mirë po, qeveria s'ka bë kur gjë në shumë fushat të tjera të cilët ka pas mundësi dhe nuk ka pengesa nga fqinji lindor, nuk ka pengesa nga askush tjetër, por thjesht dështon në politikat e veta që t'i realizone, domethënë ato përcaktime programore të cilet ajo i ka brenda vetes. Владеачкиот СДСМ не губи надеж дека диалогот во собранието ќе профункционира, дека опозицијата ќе се вразуми и дека уставните измени ќе се случат. Но како? Не е лесно, секако. Наративот кој што опозицијата го даде на ова прашање, особено на францускиот, така наречен француски предлог, кој што е всушност европска преговарачка рамка за Македонија сега, но како и да е, тој наратив беше прилично, да не кажам, многу оштар, на моменти многу и националистички. И сега мислам дека клучниот проблем е како да се излезе од тој наратив. Од Алијанса за албанците, партија која неодамна стана дел од владеачкото мнозинство, велат дека токму тие се пример за надминување на партиските интереси кога е во прашање европскиот пат на земјава. Значи, не искористивме шансата 2008 година, потоа изгубивме колку години? 10 години. И сега може и повеќе да изгубиме. А случувањата во светот, значи, не даваат гаранции за сигурноста во иднината. Значи, заради овој факт, ние решиме да бидеме дел од власта. Значи, без оглед на поларизациите, ние сме биле свесни да донесеме важна одлука во еден важен момент, што сметаме дека е многу важна за судбината и иднината на државата. Каков е ставот на претеничката група на ДУИ и на председателот на собранието Талат Џафери, сега откако клучот е во законодавниот дом, не добивме шанса да добиеме одговор. И без нив, и без посетите и пораките на високите гости од ЕУ, домашната работа за собранието е напишана во последниот извештај на Европската комисија. Собранието треба да има активна и позитивна улога во процесот на пристапни преговори за влез во Европската Унија. Потребни се заеднички и брзи напори од сите страни како прашање на приоритет за заекнување на улогата на собранието како форум за конструктивен политички диалог, особено за реформската агенда на Европската Унија. Собранието и владата се обврзаа приоритетно да ги започнат и постигнат релевантните уставни измени со цел во уставот да се вметнат граѓаните што живеат во границите на државата. Тогаш дневниот ред го ставам на глас. Но наместо компромис, конфликт е зборот што почесто се слуша во законодавниот дом. Уставните измени не се единствената задача за собранието на патот кон ЕУ. Насилството на седницата на Комисијата за европски прашања од 27 јуни 2022 година не беше без позадина. На дневен ред беа измени на Законот за работни односи, кои се носеа со европско знаменце и по скратена постапка. Целта беше да се продолжи работниот стаж на 60 судии и 13 обвинители кои беа пред пензија, а немаше директна замена за нив. Проблемот со недостаток на судии ВМРО ДПМН не сака да се реши само за да се намали ефикасноста на судскиот систем, во надеж дека тоа ќе значи забавување на предметите кои директно водат до Белиот дворец. Не може да оди со европско знаме и не може да оди по скратена постапка. Со Закон за работни односи не можете да регулирате пензионирање на судии и јавни обвинители. Тензијата од комисиските расправи се пренеси на пленарната седница. На крај измените не се донесоа пред рокот за пензионирање на судиите и обвинителите.
Во последните 10 години донесени се околу 250 закони со европско знаменце. Станува збор за процедура чија цел е полесно усогласување со европското законодавство. А ако се погледне внимателно низ годините, нема видливи разлики во употребата на оваа процедура меѓу собраниските мнозинства предводени од СДСМ од 2017 година наваму и оние предходните предводени од ВМРО-ДПМН. Помалку закони со европско знаменце има само во изборните години, кога парламентот воопшто не работел неколку месеци. Сепак, за сегашната опозиција, усогласувањето само се злоупотребува за закони што власта сака да поминат брзо. Закон за парнична постапка, закон од 520 члена, во кој што во 13 члена се спомнува само Европската Унија. Ново законско решение на кое што е потребно време за да биде разгледано. И многу други закони, како законот на Академија за судии и јавни обвинители, повторно се заскри и да се избега од јавност. Ние гледаме дека проблемот со таа академија не е континуиран и редовно ни излегуваат скандали од таму. Не е за изненадување што пратениците од СДСМ мислат поинаку. За Снежана Калевска-Ванчева треба да се прави дистинкција кога законот оди по скратена постапка, а кога е со европско знаменце. Најголемиот дел од закони со европско знаменце се во редовна постапка. Значи не се во скратена постапка. Но ако погледнете во делот на законските решенија кои што се поднесени, дали целосно нови законски решенија или измени и дополнувања од страна на пратеници, пратенички групи, ќе видите дека 90% од законските решенија кои што ги предлага пратеничката група на ВМРО-ДПМН се по скратена постапка. Сепак Европската комисија во извештајот индиректно порача дека има проблем. Употребата на европското знаменце треба да е доследна и поврзана со законите што главно имаат за цел да го усогласат националното законодавство со правото на Европската Унија. На намалување на бројот на закони што се носат по скратена постапка се работи во рамки на диалогот Жан Моне. Власта се чини е подготвена да направи отстапки во новиот собраниски деловник за кој се преговара, но очекува и ограничување на праксата на поднесување илјадници амандмани за да се блокираат закони. Бројот на закони донесени со европско знаменце не е спорен, вели Влора Речица од Институтот за демократија, откаде редовно ја мониторираат политичката дебата во собранието. Проблематично според Речица е што тешко може да се утврди кога европското знаменце се злоупотребува. Едната насока е дали законите што се за хармонизација со европската легислатива ќе влегуваат во матичните тела според темата на која што они ја уредуваат. Другиот проблем е дали тие да целосно ќе одат сите во комисија за европски прашања во собранието. Наш став како институт е дека подобро е законите да одат по матичните комисии според темите кои ги уредуваат, затоа што и пратениците кои се во овие матични комисии имаат повеќе знаење за таа легислатива. Не можат сите закони да влезат во едно купче во една комисија, затоа што не може да очекуваме дека тие, мислам дека се околу 10 на пратеници во комисијата за европски прашања членови, ќе знаат за што точно се работи. Но и да се реши злоупотребата на европското знаменце, ќе остане прашањето има ли поента усогласувањето закони ако собранието не може да го направи првиот следен чекор на патот кон него. Отварање преговора не е само символичен чин. Отварање преговора значи да ви прелазите у едно ново оперативно стање, да се вама една огромна нова прилика отвара, и ту прилику треба максимално искористити и створити добар моментум. Ви сте чекали јако пуно годинама да се отвори преговори. Преговори су отворени и мислим да е важно да не само државна управа, новинари, политичари, јавност, цивилно друштво, сви починju размишлјат у тој категорiji. На земјава и преостанува околу половина година до крајот на скрининг процесот. Штом заврши, ќе може да се отворат суштински преговори за поединечни кластери, но само ако дотогаш се смени уставот. Нема да биде изненадување ако домашните институции уште неколку пати ги вадат црвените килими во следниве месеци. Речи си сигурно е сепак дека кој да помине по нив, пораката ќе биде иста. Моќта нешто да се смени ја имаат само пратениците во собранието. И по 8 месеци од помпезната најава дека ќе се гради фабрика за електрични автомобили во зоната кај Тетово, на терен нема градежни активности.
Новото објаснување од властите е дека инвеститорот имал потреба и барал поголема парцела, па се работело да му се овозможи тоа. Ке се реализирали на вистина најавата за инвестиција во која треба да учествува и државата со 45 милиони евра од Хекура на Кифи. Компанија Ѓермането то филој ndërtimin e fabrikës së makinave elektrike në Tetov për çash deri në 8 javë, premtoi qeveria në përvjetorin e marrëveshjes Kornizohrit vitin e kaluar. Дали таа индустрија на глобалниот пазар има перспектива? Да. Дали таа е одржлива за животната средина? Да. Дали ќе создаде нов пазар за нова перспектива за младината? Да. Prill 2023, 8 muaj më vonë. Asnjë lopat betoni shes nuk është hedhur këtu që kur zyrtar shetror bën fotografi në këtë vend. Ata në gusht thanë se ndërtimi do të fillonte për 7 javë. Jo 7 javë, por 8 muaj më vonë, ndërtimi ende nuk ka filluar. Jo vetëm që nuk është hedhur asnjë lopat, por në zonën zhvillimore industriale teknologjike në Tetov nuk ka shenja se po përgatitet ndërtimi i fabrikës së veturave. Pse? Adresa e parë ku drejtuam ishte Ministria e Financave. Nga atje, na drejtuam përgjigje të kërkonim në tjetër vend. За реализација на посочената инвестиција е надлежна Дирекцијата за технолошко-индустријски и развојни зони, согласно склучен договор со инвеститорот. Од тука ве упатуваме за бараните информации да се обратите во Дирекцијата за технолошко-индустријски и развојни зони. Për pyetje të njëjtë, përgjigje të ngjashme morëm edhe nga Ministria e Ekonomisë. Qendrimi i fundit që kemi marrë nga Ministri Bekteshi për këtë temë është nëntori vitit 2022, kur kemi pyetur edhe atëherë pse po vonon ndërtimi i fabrikës. Atëherë tha se po bashkoheshin parcelat. Е огромен објект на ИГО, каде што требаше да се спојуваат 4 постоечки парцели во зоната во Тетово. Веќе тие процедури се завршени и во рокот една недела ќе се даде дозволата за градба, каде што ќе може да почнете и со градежни активности. Edhe pse ministri vitin e kaluar në nëntor tha se çështjet rreth parceles janë zgjidhur, i pyetur javën e kaluar, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se ende janë duke punuar kërkesat lidhur me parcelen. Фабриката во Тетово, ИГО, која што потпиша договор за изградба на фабрика во слободната економска зона во Тетово, има одредени барања во делот на парцелата со оглед на начинот на кој што го организираат производството и затоа беа правени урбанистички промени, колку што знам од тоа што се случува и како што сум информиран од надлежните служби. Kur u hodhën lopatat në Tetov në gusht të vitit 2022, qeveria nuk lejoi pyetje të gazetarëve. Kështu që ditët në vijim, afatet për fillimin e punimeve i ka bërë të ditur drejtori i drejtorisë për zona zhvillimore teknologjike industriale Jovan Despotovski. Фабриката според најавите кои што ги имаме треба градбата на самиот објект треба започне во следните 6 до 8 недели. Тоа значи дека многу брзо на почетокот на есента ќе го видиме почетокот на градежните работи. 8 muaj më vonë, Despotovski thotë se nuk ka paralajmëruar ndërtim. Добро да бидам попрецизен, ние тоа што најавивме дека проектот ќе започне со реализација не е поврзано непосредно со градежните работи, има цел сет на подготвителни работи кои што следат. Megjithatë, modeli vetëm i makinës elektrike që tani për tani duhet të prodhohet në Tetov është maketi që ndodhet në tavelinën e Despotovskit. Ai konfirmon se ka pasur kërkesa për parcelen, por se edhe ato janë përfunduar. Заради тоа што и иницијалните проекти кои што ги добивме инвеститорот и оние кои што стигна подоцна се разликува значително, капацитетот е значително проширен и доста посложен од тоа што го кажуваат инженерите. Меѓутоа се едно меѓувреме направени се соодветни прилагодувања и реорганизација на делот земјиштето во самата зона, така што и тоа обврска од страна државата е завршена. Можам да кажам дека во моментот она што е поврзано со подготовка на инвестицијата и обврски кои што ние ги преземавме се исполнети. Nëse shteti I ka plotësuar gjithçka, atëherë pse nuk po ndërtohet? Despotovski shpjegoi se investitori tani po kërkon ndërtues. Информациите кои што ги имаме од самиот инвеститор дека во завршна фаза на разговори со две домашни компании, односно два конзорциуми составени од домашни компании поголеми во делот на обезбедување
услугите за градба и за најем на објектот, така што очекувам дека во брзо време ќе заврши и тој дел од процесот и наскоро ќе почне тоа што вие го споменате, фактичките градежни работи на терен. 360 grad i u drejtua kompanisë Ekolog, e cila është partneri lokal i investitorit, kompanisë gjermane IGO. Nuk morën përgjigje në pyetjet pse po vonohet fillimi, a është hyrë investimi, kur do të fillojë ndërtimi dhe prodhimi. As në faqen e IGO nuk ka informacione të reja për fabrikën në Tetov. Në një nga artikujt për versionet e reja të makinës së vogël urbane, thuhet vetëm se është planifikuar ndërtimi një mikrofabrike në Maqedoninë e Veriut dhe në Bullgari. Në vend, investimi ishte parapar të shkonte në rreth 130 milionë euro, nga të cilat ndihmë shtetërore prej 45 milionë euro. Për përfaqësuesit e qeverisë nuk mungojnë të thonë, për momentin nuk është paguar asnjë denar dhe kjo nuk do të ndodhë derisa të fillojë prodhimi. Редовните гледачи знаат дека овде не е крајот, следува пауза за реклами, па нова саботажа. Македонија не е во Европската Унија, но конечно може да се пофали дека е континентален лидер во една специфична дисциплина. Како и секоја титула, и ова е вредна и треба да се гордееме со приматот кој го имаме на територијата на Старата Дама. Ние сме држава рекордер по бројот на труење со киселини. Значи, нема ниту една држава друга во Европа која што има волкав број на труење со киселина по глава на жителј. Не заостануваме ниту во други категории, ако таму не сакаме да брзаме, се движиме споро, ама безбедно. Тие што не прошишуваат може слободно да летаат, кај нас најважно од се е никој да не биде доведен во опасност. Експертите, инженерите и останатиот кадар ме посоветуваа да дадеме телеграма за намалување на брзината на 20 км на час. Единствена е причината. Само грижењето за безбедноста и сигурноста на македонските патници во железничкиот сообраќај. Придржувањето до начелото е политичка карактеристика на оние кои заминуваат од функцијата, особено кога поседуваат авторски права за делата кои ги оспоруваат. Имајќи го предвид бекграундот, чудесно е како со огромна доза на хипокризија се покажува постоење вертикала, таму каде што барем во еден случај таа била легната. Ама, вие сте принципиелни не само кога ви одговара да бидете принципиелни. Мора да останете принципиелни тогаш кога не ви одговара баш да бидете принципиелни. Тоа дека сите се прочитани е известно, па дури и оние преку океанот веќе го вртат филмот. Тие што најдостоинствено од далечина го бранат македонизмот. Почувствувале дека нешто не е во ред, па од срцето на Америка ја определуваат новата траекторија, на која веќе нема место за еден од најомилените субјекти. Немате вие опозицијата. Село без кучина. Мицкоски нема. Мицкоски ви е платен. Не само што е фатен од калето, него и е платен дебело. За да има да изиграва конструктивна опозиција. Да не прави ништо, само да лаат како кучина, да излеват на медиумите и да лаат како кучина. Това спраат, това прават. Така и со патриотите. Тие не простуваат, па дури одат чекор натаму, што не може да се помират со тоа дека се работи за уставно, не аплодираат политички, туку потполно неспортски, замавнуваат и подпазуваат. И он сега со најголеми букви Норт Македонија. Тука именно тогаш ми така, викам, изгледа човеков малце не, знаеш, он излага, пие, користи оние како што на бели прашкасти материи. Супер, нека користи, тоа е правен избор. И на крајот, за правото на избор кој сепак е лимитирано. Или едното, или другото. Гледаш што е твое ке се дојде. Да, и мора да се трудиш и да се просто да се пикаш. Да идеш понатаму и понатаму. Што викаат од на бунда. Па така. Од цвет на цвет. Нивото на комуникација на оваа платформа е неважно. Со различни видови на боцкање се стигнува и до бунда и до тегла полна. Најбитно е да се биде упорен.
Толку за вечера. И саботажата и се друго што видовте е достапно и на 360stepeni.mk. Благодарам што бевте со нас на Алсат, следуваат вести, останете да ги видите. Ние се гледаме повторно в петок од 22:20.